Еве денес го разгледуваме предлог на Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани за справување со енергетската криза. Впрочем, континуирано сме во кризна состојба и затоа се неопходни мерки за нивно надминување. Но, најпрво, морам да потенцирам дека вкупниот буџет кој што е предвиден, а сметам дека нема да го исполнат целосно, е околу 20 милиони евра за сите овие категории на граѓани. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата имат доставено амандмани, чие што вредност со опфаќање на сите овие категории и дополнителни категории кои што ги предлагаме на вкупна вредност од околу 47 милиони евра. Тоа не е ниту 8% од денешното задолжување кое што се изгласа овде. Тоа значи дека е исклучиво на денешното задолжување не одвојувате ниту 8% за овие категории на граѓани. Затоа, многу децидно ќе ви образложам во однос на предлог законското решение каде имате фалинки, а не сакавте да ги прифатите, за да се подобри ова предлог законско решение, за кое што моите колеги потенцираа и потенцираме дека ќе го поддржиме, бидејќи е неопходност. Меѓутоа, можеше да биде многу подобро, структурирано и поголема категорија на граѓани да бидат опфатени и да бидат подпомогнати во оваа кризна состојба. Имено, во членот 2 од овој предлог на закон имаше поднесено амандман кој што во ставот 1 во алинеја 5 се требаше да се избришат зборовите кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош. Го цитирам оригиналниот дел. Самоохрани родители кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош. Почитувани колеги, самоохранен родител е самоохранен родител. Дали е корисник или е на граница на користење, истиот нема да биде опфатен според вашето законско решение. Потоа, во алинеја 6, зборовите во висина до 14.000 денари требаше да бидат избришени. Ова се однесува на градација која што ја предложивме во однос на пензионерите, да имаме повеќе групи на пензионери, односно оние кои што користат пензија до 18.000 денари да бидат помогнати со 3.000 денари, оние што користат од 18 до 30 со 2.000 денари, оние над 30 со 1.000 денари, во однос на некаква правична застапеност и соодветен надоместок за надминување на овие кризи. Меѓутоа, исто така не беа прифатени и овие одредби. И дополнително беше предложено да се опфатат и невработени лица, активни баратели на работа, бидејќи и тие, иако се активни баратели, не користат, односно немаат приходи, деца без родители и без родителска грижа, средношколци, корисници на ГМП, односно на гарантирана минимална помош, бидејќи тие де-факто со користењето на овие мерки се во групата на загрозени граѓани. Меѓутоа, со ваквото непостапување ваше и незаинтересираност да бидат опфатени и овие граѓани, дополнително се стеснува групата на граѓани кои што ќе користат, бидејќи и амандманот кој што беше поднесен на членот 3, каде што требаше дополнително повторно да се прошири оваа група на граѓани кои што ќе користат, односно се предлагаше корисници на финансиска поддршка да бидат и невработени лица, активни баратели на работа, деца без родители и родителска грижа, средношколци и корисници на гарантирана минимална помош, како што претходно ви напоменав, но со самото дефинирање и поставување на вашиот предлог на закон, истите не сакавте да бидат опфатени. Имено, со самото доставување на ова предлог законско решение, не утврдувате постапка, односно начин на остварување на ова право. Во материјалниот закон единствено наведувате неколку одредби, кои што се процесни одредби во однос на постапката на остварување. Впрочем, овде ви е и целта. Затоа потенцирав. Овие предвидени 20 милиони евра нема доследно да ги искористите. Зошто? Поучени од претходното воспоставените вакви пакети, односно како што беше петиот пакет на мерки, оние граѓани кои што нема да го остварат правото, најпрво по списоците и обработката на институциите, нема да можат да допрат до правда, односно да допрат до овие
средства кои што им се необходни. Зошто? Бидејќи ја обременувате постапката и предпоставувам дека интенцијата на законодавецот овде на собранието, по предлог секако и на владата, се однесува на дека ќе се постапува согласно Законот за општа управна постапка, што е процесен закон во вакви постапки. Меѓутоа, вие додавате одредени процесни елементи во самиот материјален закон и предвидувате дека ќе формирате комисија за одлучување по приговори за финансиска подршка во состав од 9 членови, а ние ви предложивме амандман истата да биде формирана од 7 членови, каде што дополнително, намалувајќи ги вашите предлог на членови, да има вметнато и член од Министерството за образование, бидејќи во одредени категории се опфатени и деца кои што се во образовен процес. Меѓутоа, ова не случајно ви го потенцирав, бидејќи во амандманот предвидовме дека во ставот 2, каде што предвидувате дека Комисијата за одлучување по приговори за финансиска подршка во рок од 3 дена од датумот на објавување на списоците на корисниците на финансиска подршка од членот 5 на овој закон. Тоа значи дека единствено во рок од 3 дена може да се поднесе приговор до комисијата. Што тоа значи? Рок од 3 дена во процесни закони постои единствено во постапките за извршување. Тоа значи дека во рок од 3 дена овие категории на граѓани кои што се чувствуваат обесправени ќе треба да најдат или адвокат или да бараат бесплатна правна помош ако спаѓаат во групата на оние граѓани кои што ги следува. А да се утврди статус дека ги следува бесплатна правна помош, постапката е повеќе од 2 до 3 месеци. Овие граѓани де факто го губат ова право. Зошто? Бидејќи не можат да си дозволат да истите поднесат приговор до вака формираната ваша комисија. Со тоа ги кратите вашите предвидени 20 милиони евра и нема целосно да ги искористите. Ви беше предочено дека овој рок треба да биде најмалку 5 дена, меѓутоа не го прифативте. Дополнително имате предвидено дека комисијата ќе одлучува во рок од 15 дена, меѓутоа ние предложивме да истата биде во рок од 10 дена. Зошто? За да се убрзи ова постапка. Вие кратите од рокот на оние кои што се потенцијални корисници на ова право, а давате дополнителен рок на оние кои што се формирани, односно на комисијата, кои што име обврска експедитивно да одлучат, односно да донесат конкретен управен акт. Дополнително на сето ова го подкрепувам со информации, овде е и заменик министерот, овде се и колегите, дека во претходно исплатените средства, кои што се однесува на петиот пакет на мерки, а овде не сте ја запазиле постапката да не се доведеме повторно во иста состојба, каде што од управниот инспекторат е наредено да истите донесат конкретни управни акти поединечни за секоја исплата на овие средства. Бидејќи е констатирано дека одредени корисници, односно одредени потенцијални корисници кои што требало да користат, не се опфатени, а има корисници кои што не требало да бидат опфатени, истите се опфатени. Затоа овде не предвидувате ваква постапка, единствено потенцирам, врз основа на неколку процесни елементи ја заобиколувате. Ова е сето со намера да бидат отстранети оние потенцијални корисници кои што сметате дека не треба да ги користат. Ги ставате во неравноправна положба, а верувајте, истите нема да се охрабрат да поднесат конкретен приговор и акт. Зошто? Бидејќи потенцирав. Правдата е скапа и истите, ако се довеле во ситуација да мораат да ги параат овие средства, немаат средства за вака воспоставување на една постапка, за која што државата треба да им обезбеди соодветна правда, бидејќи доколку не ја искористат сите граѓани на кои што им следува, ова е поголема неправда од она што го давате и сакате да го дадете. Уште еднаш потенцирам, овие мерки кои што ги предложивме се вкупно 47 милиони евра, односно не се ниту 8% од денешното задолжување. Затоа сметавме дека има средства да бидат опфатени сите овие граѓани. Благодарам.